It doesn't take being September 11th to remember September 11th. Секој ден, 18 години по терористичкиот напад, покрај Пентагон проаѓа едно исто лице, пожарникарот Фред Бад Коернер. Времето не променило ниту една слика што тој ја видел на 11 септември. Сеќавањата станале секојдневие. Even just hearing the word Pentagon, that triggers. Дури и само да го слушнам зборот Пентагон не можам да останам рамнодушен. Едноставно се смрзнувам. Невозможно е да не реагирате дури со сите промени и обнови што се направени на зградата низ годините. Коернер бил распореден да им даде медицинска помош на повредените. Без телефонска комуникација и радиоврска, заедно со колегите успеале да направат мини болница пред Пентагон, кој, како што вели тој, од огнот се топел пред нивните очи. Но набар го сватиле дека се е залудно. Waiting for patients that never came. Чекавме пациенти кои никогаш не дојдоа. Дознавме дека оние што останале живи добиле помош во првите 10 минути. Беше страшно, но конечно почнавме да сваќаме дека нема да имаме пациенти бидејќи беа мртви. Most of them were dead. На крајот, како пациенти завршиле неговите колеги, кои го гаселе огнот внатре во Пентагон. Добивале инфузија и кислород за да се повратат, но недостигот на вода станал сериозен проблем. I remember there was a soda machine on the outside of the concession stand. Се сеќавам дека видов фрижидер во кој имаше Кока-кола. Буквално ја зедовме опремата, почнавме да го кршиме додека не ги извадивме сите лименки. А кога тие беа испиени, луѓето одеа наоколу и ги собираа сега празните лименки за да наполнат капки вода од чешма. Заедно со неговите колеги 3 пати биле евакуирани поради информација дека друг авион е на пат да удри во Пентагон. Ова чувство на страф и неизвестност само се зголемувало со сликата на покриени мртви тела, чад и оган. Некаде пред полноќ, вели тој, ситуацијата почнала да се смирува. Пред да замине, Коернер погледнал наоколу. There was just a sea of flags, yeah. Бели знаменца кои истражителите ги поставиле покрај се што можело да се смета за доказ, независно дали било дел од авионот или нешто поврзано со патниците. Денеска Коернер е на работа, за разлика од првите 5 години, кога 11 септември секогаш седел дома. Имал страф дека нешто лошо ќе се случи. It'll never go away. No, never forget.